Господине Дамевски, секоја општина има веќе манифестација на која што се избираат спортистите на годината. Барем во Велешката гледаме многу млади надежи и таленти. Што тоа представува, еве да речеме, од поглед и позиција на прв човек на МОК? Вечерот беше навистина задоволство да се биде присутен на една ваква прекрасна гала манифестација, импозантен број на гости, многу млади спортисти, што посебно ми направи кеф. Видов дека Велес располага со спортисти во скоро сите спортови, што исто така еден квалитет повеќе. Организацијата безпрекорна, многу среќни луѓе, манифестација како што секој може да посака. Јас сум имал прилика да видам во повеќе градови, меѓутоа вака во толку голем број и толку убаво организирана манифестација одамна не сум. Она што ми е драго, поготово што ете главниот лауреат Ангел Петрушев е толку наш олимписки стипендиста, кога ние многу положуваме надежи. Јас сум, да не кажам 100% сигурен дека Ангел ќе оствари норма за Олимписките игри во Лос Анџелес 28 и велешани ќе имаат уште повеќе причини да се радуваат. Секако видов туку уште многу познати лица, поготово од кошарката, тоа е мојот матичен спорт, многу драги ликови кои што ги препознат тука, и Ангел Јутков, и Бојчев, и лауреатот исто така, нашиот популарно наречен Кромиче, тука исто така едни мои драги пријатели кои што од времето на кошарката многу ми помогнаат, значи тука Ѓоко од некогашната фирма Енмо на понатаму ЛСС, неговиот син, и значи многу прекрасни ликови видов и можам да кажам дека си јас лично како претседател на МОК се денеска навистина се горде со сето ова што го видов во Велес. На Петрушев веќе му посакавме да ја оствари од ДУММК, се разбира. Нормата и велешани ќе бидат особено горди ако го видат да биде предводник или да биде знаменосец на целата таа македонска експедиција, јас ќе ја наречам спортска, на наредните олимписки игри. Многу често овие млади надежи се дел од спортски клубови за кои што барем на седниците на Советот слушаме дека не можат да се помогнат спортските клубови со повеќе од некои скромни финансиски средства. Сега не ме фаќате за збор околу висината, но нивните вообичаено образложение се дека тие се недоволни за да се плати превозот, да се организираат тренинзите. Колку тука Македонскиот олимписки комитет може да помогне во тој дел, освен со стипендирањето? Стипендијата е многу значаен момент. Дали постои надеж да се спаси еве на овие млади лица, да им се помогне преку клубовите на некој поинаков начин? Секако, ние како чадор организација, меѓу другото, иницираме и многу проекти кои што се толку врзани за оваа генерација. Значи, не е само стипендијата, да, Олимпискиот комитет ќе ги стипендира најдобрите и во моментот го прави, понатаму ќе ги прави. Ние имаме уште многу други начини како да ги помогнеме и ги помагаме во моментов сите тие млади спортисти. Имав привилегија да седам исто до мојот именјак, вашиот претседател на Совет, кој што исто така се вика Даниел како и јас. Мислам дека и кај него почувствував една позитивна вибрација да што е можно повеќе општината се вложи во поддржувањето финансиски, бидејќи секој денар потрошен во спортот не е трошок, е инвестиција. Колку побрзо тоа го сватиме, толку ќе видиме сите како општество поуспешни, а меѓу другото и како родители ќе се радуваме на повеќе спортски успеси. И само едно уште прашање. Имаме толку многу, барем ние велешани горди сме, на спортски објекти на кои што им треба помош. Изградени во 80-тите години на минатиот век, нив им треба на некој начин помош во можеби минимални реконструкции. Дали тоа може да го помогне МОК, иако знаеме дека тоа е сепак обврска на агенцијата или министерството и на нашата влада. Што може да се направи за подобрување на условите токму за овие млади надежи?
да добијат поголем стимул? Токму јас ви кажа дека Македонскиот олимписки комитет е извонреден катализатор и појачувач на сите овие информации кои што треба да стигнат. Ние интензивно работиме да ги охрабриме сите заедници, да успееме да избориме сили, да конечно во нашето собрание имаме барем еден представник кој што доаѓа од спортската фела. За жал сега од 125 темници немаме ни еден кој што ќе ги брани нашите спортски барања. Мислам дека тоа е нешто што сите заедно мора да го избориме на секое поле, за да бидеме слушнати, за да бидеме присутни секаде каде што се креираат политиките и каде што се носат одлуките. Ние нема да застанеме, ќе бидеме ваш гласноговорник, ќе бидеме вашиот секогаш сојузник каде и да треба, меѓутоа кога сите заедно ќе застанеме еден до друг, мислам дека нема да има власт на никаде која што ќе биде отпорна на она што ќе го кажеме, бидејќи силината на аргументот е секогаш на наша страна. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас и ви честитам божични новогодишни празници.